Добро утро. Наташ и од мене се јавувам од градскиот стадион во Скопје, националната арена Филип II. Како што беше најавено во прилогот, вечерва во 20 часот ќе се одигра пријателскиот натпревар меѓу Скопски Вардар и Шалке 04 од германската Бундеслига. Па со мене се навивачите на Вардар и на Шалке 04. Со мене разговара Горан Николовски и Томас Киршнер. Welcome, Mr. Kirchner. First of all, we will talk about the connection between the two fan groups. Tell me about the history between the two groups. The history starts at 2004 when we play against each other in Intertoto Cup. And first time we met in our city, in Gelsenkirchen, and we expect nothing and just were in the city, drink a beer. And I met him at the tram station. And we just talk, and he asked where we can go and go to the city. And after that, the first contact was there, and then we invited at this time loyal fans to our room, to our old stadium, and meet there, talk to each other, and that was the first step of the friendship. Okay. Горан, кажи ми, значи, Кришна да објасна како дојде до контакт меѓу вас и нивната навивачка група УГ Шалке. Кажи ми како беше тоа искуство кога отидовте вие во Германија? Тоа пред се за нас не е вообичаено, значи не вообичаен настан. Искуство големо стегнавме од такви меѓународни среди кои што за жал ги немаме многу. Контактот со нив првично беше исто изненадување, не очекувавме било што. Случајно налетавме на Кирше, не покани да отидеме со него во центар на град, префериравме да одиме пешки. После пола саат време, он со неговата група, да речеме 30-40 души, не сретна во градот, разменивме контакт од како е што е, од кај сте што сте. Не поканија да бидеме гости во нивната канцеларија, прифативме, отидовме таму пред утакмица, значи се случува тоа. За време на утакмицата нормално бевме одвоени на трибина, меѓутоа после утакмица повторно не чекаа надвор. Повторно не поканија да ги посетиме во канцеларија, се вративме, имавме целовечерна забава што се вика. Поминавме екстра време со нив, не очекувавме дека тој првичен контакт ќе прерасне во буквално братство, како што е денеска, после цели 9 години. Тоа е тоа. Искуство извонредно да се го случи. Така, значи таа сработка продолжи во натите години. До сега нас сте гостувале на повеќе надпревари на Шалке. Кажи ми некој интересно искуство од тие надпревари. Па искуство, секоја утакмица само по себе искуство, поготово такви големи надпревари, меѓународни, странски екипи, кај што нели квалитетот на екипата е многу значаен и сите тие моменти се нешто неповторливо, поготово за наши услови и стандарди. Сме биле на неколку надпревари со нив заедно како поддршка. Левски Шалке во УЕФА куп, Фенербахче Шалке во Истанбул на Лига шампиони. Сме биле на Дортмунд Шалке, група од 55 комити присутни. Бевме на Истанбул сега на Галатасарај Шалке, 15 на души. Бевме на последното дерби Шалке Дортмунд, 20 на луѓе. Исто така, они доаѓаат кога е можно на наши утакмици, иако немаат баш многу што да видат, за жал. И тоа е тоа, значи меѓусебно се поддржуваме во секој случај на секоја утакмица каде што имаме и ние услови и они можеме да видат. Thomas, Goran was telling about the collaboration between his group and your group. Tell me, what do you think about the Macedonian fans so far? First of all, we, like I said, we didn't expect anything. We know a committee, the group, because we were also ultras and we're interested in fan culture, but we expect nothing about this, and we're just surprised that there were some fans in our town. And now I've been in Skopje, I think, for 15 times in the last 9 years, and I know a lot of Macedonian fan culture, and we are happy to be here.
every time it's like to come here to visit friends. It's like a family, and lots of fun, and visit the guys we met 9 years ago, and also have new contacts. And Macedonian fan culture, it's for sure different to Germany, because in Germany most of the stadiums are full, and we have 60,000 people every match, and the stadium is sold out, and also with season tickets, and here it's much smaller. But for us it's great to come here and see a different style of fan culture, and it's not the same, so you can't compare, but it's great to be here. Okay. Горан, ако можеш само накратко да го преведеш? Пак дека културата на навивање е различна од германската и тука споредбата е неспоредлива. Секоја утакмица има распродадена, стадионите се со капацитет од 50-60 илјади. Овде таа можност ја нема квалитетен фудбал, за жал. Меѓутоа му е драго што е присутен на секоја утакмица, затоа што се сака да се види со луѓето што се запознал пред 9 години, со кои што се уште контактира прилично добро и често. Исто така и нови луѓе што запознава. Различни стилови на навивање во секој случај, ние сме далеку подоле од нив во секоја смисла, али е исклучително среќен што има прилика да доаѓа во Скопје, затоа што се осеќа као дома. Сепак вечер ќе биде празник на фудбалот, дали доаѓа големиот Schalke. Thomas, tell me, how many fans from Germany will come here in Skopje? It's a match after the season, so we finished last weekend, and so it's a friendly match. I think there will be perhaps nearly 100 guys from Germany, and I think 35 will come today by playing with their team, and the others are here for a few days. And we played in Malmö in Sweden on Tuesday, and I think 40 guys get the plane directly from there on Wednesday. Горан, само ако можеш кратко да преведеш. Околу 100 луѓе, најавите се околу 200, значи неколку 50 члена веќе се стигнати, 50 навивачи се стигнати во средата, со авион директно од Малмö, каде што исто игра пријателска средба Малмö-Schalke. Другите се очекува да стигнат денес и повеќе од 100 до 200 максимум. Меѓутоа за нас е голема чест да бидеме домаќини на сите германци. Пробуваме да ги гостиме на традиционално добро познат македонски начин. Мислам дека успеваме во тоа. Добро ни е, има супер забава вечер, се надевам на добра квалитетна утакмица. Повик до сите што се уште не купиле тикет за утакмицата, цените се повеќе од полни, 100 денари за западна, 150 за југ и за север. Настан што ја не би го пропуштил во секој случај. Можеш ли да го прашаш Томас како дојде до освојување на овој натпревар, бидејќи познато е дека двете навивачки групи има голема желба да се случи ова гостување на Schalke? You want to ask about the contact between us and the contact which you made for this match. Okay. Who organized, who helped in the... Okay, I think their idea for this match is a few years ago, and first idea was to play here when committee was 25 years and Vada was 65 years, and this was the first idea because of the friendship which started in 2004. But for Schalke it's difficult to play during the season because of international matches, and it's so you have to go here for 2 days and training, and so the only possibility is to play after the season. And now there was a chance because we get the invitation to Malmö, and then we can go here and play here, and yeah, it was just a fixed idea. And with some guy at the club who organized this, was yeah, he organized everything with supporters, and he makes a contact, and he was in Skopje and for the first meeting, and organized everything, and yeah.
Okay, one final question. What do you think about tomorrow's game between Bayern Munich and Borussia Dortmund? Obviously, the biggest rival in Bundesliga is Borussia Dortmund with Schalke. Who you will cheer for? Yeah, like you said, Borussia Dortmund is our biggest enemy, and I hope Bayern Munich will win, and then everything's okay. Okay, thank you both. Значи, како што кажа навивачите, вечер ќе се одигра пријателскиот надпревар. Исто така го прашав за утрешниот надпревар од финалето на Лигата шампионите. Како што е познато, Шалке има најголемо непријателство со екипата на Борусија Дортмунд, па навивачите на Шалке ќе навиваат за Бајерн Мюнхен. Тоа се од ова јавување во живо, Наташа.